репликата, бидејќи вие сте претседател на оваа комисија и јас сум претседател на комисија Собраниево, која што е многу посуптилна и не е за јавноста, ама кога се обраќам на членовите на комисијата, ако има гости од институциите, земам зборот оваа говорница. Мислам дека така е честно, дека треба да биде, да се земате зборот говорница, бидејќи психолошки делува кога сте од таму на друг начин, така да првото ми е процедурално. Второто, значи, колку ја сакате да превртите работата, некои со погласен тоналитет, а вие со по-тивок, помирувачки тоналитет, не може да избежите од фактот дека ние имаме народен правобранител кој што е политичка функција. Како што не може да му избежите мијатот дека бил пратеник, политичар, добар пратеник, политичар, има канцеларија лично функционира, јас сум заверил кај вас документи, брзо, ефикасно, се свака час, ама народен правобранител кога бараме, ние мораме да пратиме порака до јавноста за неговата независност, искреност, за да застане позади секоја индивидуа. И никој не може да го убедите дека јас ќе имам ист третман со господинот Кадрија, почитуваниот колега. Тоа сите ќе ви го кажат. Трето. Друг пат кога зборувате за режими, си погледнете собствениот двор, бидејќи вие сте пратеник кој што поддржува влада, која што е 111 у свет по перцепција за корупција. Тие што беа преходната влада, режимот што бевме 64-ти. Сега сме 111 од истата таа Transparency International. Потоа ќе си погледнете анкетата на France Press, која што вика дека во Македонија живеат најнесреќни граѓани во Европа. Па потоа ќе се јавите во Правда и ќе ги прашате зошто од 27 препораки на Греко само 4 имплементирале вие што ги држите на власт како пратеник. Потоа ќе прашате според слобода на медиуми зашто сме паднати за 37 места. За 37 места сме паднати од кога бил тој режимот на власт. Па потоа како пратеник ќе се запрашате и вашето гласачко тело како тоа Цветанка е истакнат судија, правник и така натаму и за Уставен суд. Па ќе се јавите во Битола, ки коалициониот партнер СДСМ ќе ги прашате оние адвокатот што држеше пресконференции со мајчка СДСМ, а сега го предлагате да биде кандидат за Уставен суд. Па потоа ќе се јавите ки Ораа Црвенковска која што ја криете и не ја носите овдека во собрание да даде отчет како тоа избравте претседател на судски совет кој што не е судија и не може да биде судија и не исполнува квалификации да биде судија, а ќе бира, разрешува и казнува судии. Па потоа ќе прашате зашто Кацарска е ставена во Уставен суд. Па да не ви ги зборам за пасоши. Па прашате го Оливер кај Ден Дончев кој си ставаше пачки пари, сите одат од Македонија во Австралија на печалба, тоа од Австралија во Македонија дое на печалба. Така да, колешке, не е први, односно не е 15 јуни 2017 година, па да ве слушам тука за режимот, 2021 е 15 јуни и од 4 години е ова направи влада што вие ја поддржувате. И може да имате колку сакате вие милозвучно гласче, глас, извинувам, ама ова се аргументите и резултатите на тие што не се режим. Едно 3 пати полоши од тие што биле режим. Така што кога сакате друг пат од странично вака, знаете дека секогаш ќе си го добивате советниот одговор. Благодарам.